our president. I think we're going to do very well. Сезоната на кампањата во САД за 2024 година е во полнек, а тоа значи многу собирачи на средства. It's kind of like an arms race. If one side is on all the time, you've got to be on all the time. The spending isn't influencing voters as much. It's to say my campaign is as strong as my opponent's. Трошоците продолжуваат да растат. Кампањата во 2008 година урна рекорди за потрошени 5,3 милиарди долари. Во 2012 и 2016 година кампањите потрошиле повеќе од 6 милиарди долари. До 2020 година тој број се искачи на повеќе од 14 милиарди долари. Фостер вели дека порастот на трошоците за кампањата се сведуваат на два важни фактори. A lot of increase in grassroots, small dollar donations, but also the fact that we're seeing a transition from traditional campaign committees raising money to relying on independent expenditures, the super PAC. Супер пек се групи, вклучувајќи корпорации и синдикати кои можат да соберат и трошат неограничени суми пари за кампања, благодарение на пресудата на Врховниот суд од 2010 година, позната како обединети граѓани. Има услов, не можат директно да ги потрошат кандидатите. Критичарите велат дека пресудата е ужасна за демократијата, но Мајкл Коен, автор на книгата Модерни политички кампањи, има оптимистички став. If you're wondering whether or not the United States buys its elections, I would say to you that it's been less now than it's ever been in my lifetime. And the reason why is because of the spike in individual contributors, and also the reporting is very transparent now. We all know where a lot of this money is coming from, or at least going to. So even with super PACs where you don't know who's giving money to them, you have a sense because the reporting is actually very good. Каде оди најголемиот дел од тие пари? На телевизиско рекламирање. These networks, they anticipate this. This is their Super Bowl. This is like they're like, I mean, it's bigger than Super Bowl for them because they know like they can charge so much money. Тоа не е случај со другите демократи ширум светот. We tend to spend so much more money than a lot of other countries around the world because we have fewer rules on when you can campaign and how much you can raise. Например, во Канада, федералните избори може да траат само 36 до 50 дена, а има ограничување за тоа колку една политичка партија може да потроши. Во Германија, локалните и државните закони забрануваат телевизиски реклами да се емитуваат до 1 месец пред изборите. Но една земја има уште поскапи избори од САД оваа година. Индија, која гласаше минатиот мај, се предвидуваше да потроши речиси 16,1 милиарди долари, според Центарот за медиумски студии во Нью Делхи. Не е јасно дали трошоците за кампањата во САД ќе ја надминат сумата од 2020 година. Но кампањите знаат, сите пари што не успеваат да ги потрошат пред ноември, не може да влезат на личната банкарска сметка на политичарот. You used to be able to roll that money over or take it with you to go build a house for yourself or go spend money on your own. Post-Watergate rules are that you cannot use it for your own personal interests, but you can keep it for future campaigns. Or, importantly, if you decide that you're not going to run, you can give it to other political action committees, or you can give it to political parties. Or if you wanted to, and some people do this, they even refund some of that money, or they go ahead and they give it to charity. Со оглед на тоа што изборите се ближат за неколку месеци, председателот Џо Бајден и републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп имаат доволно време да соберат и да потрошат многу повеќе пари.